Well. What am I looking for is the answer of the who gives a fucking shit about my fucking life. What? Окей, име 3 слики. Не, 2 име, валда. Валда има 2 слики, шо не знаеме. Значи шо не знаеме дека ни са. И ето не знаеме как да ги найдеме, например, сега. Ама аз не съм глуп, чувам на Википедия и там ке ги найдем. Отварям Google да таебам порно ми излева. Еби га. Значи, как ще гледате по самиот наслов, во овоа видео се работа за депресија и анксиозност. Или со други зборови кажано како да ја победите депресијата и анксиозноста. Точно така. Значи, ќе ви прочитам двете брзи дефиниции пред секоја лафеина. Прво ќе почнеме со депресијата, така наречена состојба на нераположение и аверзија кон активност која може да влијае врз мислите, однесувањето, чувствата и чувство на благосостојба на една личност. Депресивните луѓе може да се чувствуваат тажни, вознемирани, празни, безнадежни, загрижени, безпомошни, безвредни, виновни, раздразливи, повредени или приморени. Тие може да го изгубат интересот за активностите кои некогаш им биле пријатни. Го губат апетитот за јадење или се прејадуваат, имат проблеми со концентрација, помнење на детали или донесување одлуки и може да размислуваат да се обидат или да извршат самоубиство. Несоница, прекумерно спиење, замор, губење на енергија или заболувања, болка или дигестивни проблеми исто така може да бидат присутни. Што саках да кажам со оваа работа? Значи, од 2020 април до ден денес имат поминано точно 27 месеци. Дали 27? Мај, јуни, јули, август. И 24? 28. За един месец пропуштих. Море 29 месеца, пошто септември сме. Океј, небитно. Битно е тоа шо 29 месеци се борам со анксиозност и депресија. И редно е да ви кажам начин како јас се справувам со тоа и како вие да се справавте со тоа. Ќе почнеме со депресијата. Зашо некои луѓе се во депресија? Например, заради некоја случка во животот. Или прекумерно пиење на апчиња, не знам поради која причина сакате да пиете апчина, ама тоа го пише на Википедија, ако мислите оти јадам гомно слободно проверејте. Повреда психичка, во смисла повреда од дома поради развод на родители, таткото а тепе мајката, таткото е пијаница или коцкар или алкохоличар или било шо, окей, пијаници, алкохоличари исто, другираш мислех, или мајката оде со други мъжи, или било шо, семени проблеми, или доколку имаш према некоја личност нешто повеќе од другарство и толку многу ти значи, шо она ти вике fuck off, кој та ебе удекси, ќе ти го заебам животот, јас така планирам, кој та ебе удекси има боле пичката или курот. Да, тоа е момент дека шо вие, лафам за депресијата, дека шо вие не знаете тотално што се дешава, ви се слуша само тажна музика, вклучувајќи српска, англиска, македонска, макар што ние македонските немаме тажни музики, али српско и англиско. Тие што се алкохоличаре, поголемиот дел од вас стануваат алкохоличаре, во смисла се как да кажам, тие што не се алкохоличаре, тие што имат пробано алкохол им било убаво или пијат на забави, тоа е делот кога они стануваат алкохоличаре, заради тоа што тука има веќе дното, границата на животот, ако они така мислат, и тука почнувавте многу да пушите цигари од нервоза, многу да пиете, се затварате дома сами, не сакате никој да вас замаре, сакате само да спиете и буквално не сакате да мислите на ништо освен на тоа што ва повредило, да плакате, да слушате тажна музика и мислите на самоубиство. Как што кажах, 2,5 години сум во депресија и во тие 2,5 години колку и да пробувам да испаднам од тоа не биве, заради тоа што, как што можете да видите, депресијата трае цел животен век, што значи нема лек. Едина работа што може да кажеме да ви ја забаве депресијата, као да не мислите толку на неа, е тоа што вие можете да слушате музика, да правите било која активност, каква активност, вклучувајќи трчање, играње фудбал, пишување било шо, драјне, пеајне, лафејне, некои шетајне, излевајне, било шо, што ќе ви го замаре мозокот, ќе ви даде активност да вие не мислите на тоа. Сега, доколку сте во депресија, исто така ватере да пишете поезија, барам дел од вас, да пишете песни, барем дел од вас, исто како што јас правам, пишам поезија и песни, ама нигде не ги објавам. Што значи имам мој песни и мои поезии, ама ми стоат така во компјутерот. Имам неколку песни објавано, вклучувајќи го и DPR албумот, вклучувајќи и најновата песна, иако е фан, е сед, небитно. Битно ми беше оти депресијата и анксиозноста са 24/7 цел живот. For life, but a lifetime. Океј, небитно. Лафиме за депресијата се префрламе на анксиозноста. Анксиозност, јас дефинициите на школата не учих, тука ќе ги знам. Анксиозност
Анксиозност. Чувство на општа возбуденост, нејасен страв без очигледен надворешен повод, голем стрес и загриженост. Анксиозноста се манифестира преку повеќе физички и психички симптоми кои се доживуваат како многу непријатни, а често се јавува во комбинација со други болести, особено депресија. Според некои процени дури 10% од населението страда од некоја форма на анксиозност. Дури тука пише дека специјалност на анксиозноста са психијатрија, клиничка психологија и психотерапија. I don't know why, but we will find out. Не битно, шо е битно? Битно е тоа шо анксиозноста ви стваре стрес, ви стваре возбуда, пеперутки во стомакот, пеперутки намарно и кладек во наводници, пошто немте пеперутки, имте крави в стомаот, јајте телешко, не јајте месо од пеперутки да му е во мајката. Небитно. Чист пример, ето јас. Исто така анксиозноста ти е кога не можеш да обрниш, ADHD е кога не можеш да обрниш внимание на една работа, ама исто и заради анксиозност имаш ADHD, пошто јас са, например, ако можете да приметите, во ово видео не обрнах уопште внимание в камерата. Тоа заради тоа што сум под стрес и под нервоза, иако толку време сум пред камера, јас не можам да се сконцентрирам на камерата 100% заради тоа што имам ADHD поради мојата анксиозност. Некни си идам од Скопје со воз, седам на последниот стол до вагонот, до машиновозачот, на последното столче. Од мене до вецето има цел един вагон, малечко ходниче, уште един цел вагон. Сакте ма верувајте, сакте не, ми се моче преку 40 минути и фул не саках да станам да одам да се измочем заради тоа што имаше фул луѓе в двата вагона и сите знаеха ќе ме изгледат и заради мојата глупа анксиозност не станах да мочем. Кога веќе ми дојде на препунта и кога не можах да издржам, кога знаеха ќе се премочум, ќе се измочум в гаштите, станах, телефонот в ръкта да ме гледам нешто и в вецето одех. Додека одах до вецето, толку ми беше жешко, толку испутех, толку возбудан бех што мислех ќе се помочам додека одам. Не знам зашо, секој пат кога имам такви моменти пред луѓе, се кочум, се возбудувам, се стресирам, значи буквално затоа не знам како да ви помогнам. Јас сам не сум открил се уште как да ви помогнам за анксиозноста, али за депресијата можда 15-20% имам откриено, не знам. Што значи, можда е подобар начин да слушате музика додека одите пред луѓе за да не ва гледат, мислам вие мислите оти нема да ва гледат, бара музика ќе слушате и нема се замарте. Гледај в телефонот, друго не знам, што на страна ќе гледаш, нема смисла. Гледај го в очи, па нека му биде и на него срам. Нека има и он стресаве, што знам. Така, луѓе, во главно тоа е, се уште се борам со анксиозност и депресија, како што кажах, и не верувам оти ќе испаднам од таа глупа болест, ако е може да се каже болест. Може сум психички болен, не знам. Кој ма следа на стори на Инстаграм, ќе види 2-3 пата бех објавил сторина, оти сакам да се самоубијам и не сум се заебавал. Тоа е сериозно, бат. Не дај Боже да дојдете до таа работа. Поголемиот дел од народот се смеат заради тоа што тоа на нив им е смешно, иако не знаат оти таа болест. Не сум болен као болест, омаг за психијатар сум, него в смисла болест не него као на некој начин тоа е као дел од болеста. Као в смисла болест може да биде и вирус и грипа кој имаш и тогаш си болен. Не мислам јас на болест као ти си ментален, ти си ретардиран. Не, тие што сваќат, тие што знаат. Не дај Боже да дојдете до ниво да искусте депресија и анксиозност. Пошто вие сите што се смеете, не дај Боже да усетите на ваша кожа, не е смешно. Заради тоа што не знаеш в секундата мозокот што ти мисле. Иако сите викат, да, треба само контрола, да, ти не можеш да го контролираш твојот мозок. Или не сакиш, јас не можам заради тоа што исклучен сум в тоа момент, в таа секунда. Тоа е. Мило ми беше. Имајте убава вечер, убав ден, убаво сабајле. Не знам кога гледате видеото. Поздрав до сите, се гледаме во наредно видео. Чао. И пишајте ми во коментари дали сакате ран за Живко да искарам. Мало докази, бато. Шта е ово? Мало снич, мало клич. Али опет чути бити ја оној тај лик. ВТФ, не знам што кажах, чао.